Ромските организации од Штип, Кочани и Виница заеднички ќе учат како да аплицираат за европски пари. Оваа можност тие ја имаат преку ИПА проект, чија цел е градење на посилно граѓанско општество на локално ниво. Промоцијата на проектот започна денес од Штип, пошто следуваат конкретни активности. Најпрвино она што следува сега после овој настан е одржување на обуки кои што ќе бидат околу 3-4 дена за конкретно имплементирање и пишување на ИПА проекти кои што сега во овој период се доста актуелни и нудат голема поддршка за развој и напредување на ромската заедница. Олеснителна околност е што Штип има и искуство со работа на ИПА проекти. Тука работевме во однос на имплементацијата на ИПА проект во однос на образованието клуч за подобра иднина на учениците роми, каде што преку спроведени 10 работилници, како со предучилишните установи, основните училишта, средните училишта и високообразовните институции и со родителите од ромската заедница, работевме во однос на важноста од образованието. На промоцијата денес присуствуваше и министерот без ресор, задолжен за имплементација на стратегијата на ромите. Моето денешно присуство е и врзано со одлуката на владата која што имам. Значи јас имам обврска да ги посетувам општините, и да развивам соработката со општините, а посебно во соработка со невладините ромски организации. Од тука сметам дека нашата соработка и понатаму ќе продолжи и ќе развиеме добри соработки. Во таа насока проблемите со кои се соочува ромското население, посебно во вашата општина, сметаме да ги решиме со успех. Поддршка во решавањето на проблемите на ромите ќе даде и општина Штип. Се со цел концептот едно општество за сите да го надградиме и невладините ромски организации да дадат поголем придонес во развојот на едно поубаво општество во општина Штип. Проектот ќе трае 5 месеци и е финансиран преку ИПА 2 програмата.